Почитувани гледачи, вие сте со регионалните вести на телевизија Кисиме Нада. Во нив ќе гледате. Да се добие битката со коронавирусот е единствената желба на заразените. Млад тетовец без претходни заболувања поминал низ Голгота поради болеста. Распределбата на социјалните станови во Гостивар се одоговлекува поради административни процедури. Зградата со 70 станови е вселива. Универзитетот на Југоисточна Европа одбележува 19 години од своето постоење. Оваа образовна установа позади себе има низа успешни проекти и голем број на дипломирани студенти. Да се добие битката со коронавирусот е единствената желба на заразените. Какво е искуството да се поминува низ болеста COVID-19 во сторијата на Милена Вучевска? Тешко е да се опише, тешко е да се каже. Пад на сатурација, губење на кислород, како да сте во вода дњурите, не можете да излезете, се борите за воздух. Борба за воздух, желба да се преживее. Овој млад тетовец тешко, но успеа да го победи COVID-19. Немал заболувања, здраво живеел, но заразата вели тоа не прашува. Неколку денови дома, па речиси 2 недели во болница траела Голготата. Имал тешка пневмонија и бил на кислородна поддршка. Никогаш нема да заборави што преживеал и што видел. Благодарен е на Бога, но и на медицинските лица, кои вели лавовски се борат. Симптоми тешки. Значи не можете ни да станете, ни да се движите, ни да јадете ништо. Значи единствено Господ ме чуваше, благодарение на медицинскиот персонал. Значи што се борат лавовски, значи доктори, сестри. Се уште се опоравува од болеста, изморен, исплашен, но и радосен што ја победил. Но заразата вели може да остави последици. Затоа апелира вирусот да се свати сериозно. Оти не бира здрав, болен, ниту стар или млад. И тие што имаат симптоми, препорачувам да се исконтролираат, да направат тест, да бидат во изолација, зашто многу животи ќе спасат. Не дај Боже на никого да помине, како што сум поминал јас и многу други луѓе што беа со мене. Нажалост, многу луѓе ја изгубија битката. Што видовме и се уплашивме. Тихомир ја доби битката со непредвидливиот коронавирус, но за него вели ова искуство ќе остане како лош белег. Посакува епидемијата побрзо да заврши, а животот и слободата повеќе да се ценат. Распределбата на социјалните станови во Гостивар се одоговлекува поради административни процедури. Зградата со 70 станови е вселива, но кога ќе завршат сите постапки и кога ќе се отвори огласот за делење на становите, не се знае. Наместо да бидат нечии топол дом, овие станови во Гостивар наменети за социјално загрозени семејства и по година и половина од изградбата се уште зјаат празни. Вкупно 70 станови се сместени во 2 влеза на зградата. Објектот е вселив и со извршен технички прием. Распределбата на становите се одолговлекува поради административни процедури. Најпрво мораше да се прави нова методологија за рангирање поради измени во Законот за социјална заштита, каде беа утврдени нови категории граѓани кои ќе може да аплицираат за социјален стан. Сега, заради одредени измени во тек на градбата, потребно е одобрение од општинскиот сектор за урбанизам. Инвеститорот, акционерското друштво за стопанисување со стамбен и деловен простор, поднел барање за одобрение, а од урбанизам велат дека обработката е во процедура. Тие имат поднесено барање кај нас, имат одобрение од 2014. Во име направена некаква измена во тек на градба, а во процедура имаше нешто требаше да се достави, неки заклучок, така. И фактички сега е за кај пресметувачот. Тамо треба да се направи пресметување. Откако ќе биде издадено одобрението, објектот ќе може да се впише во катастар и да се отвори оглас за распределба на становите.
но кога точно ќе се завршат сите административни процедури, не се знае. За објава на огласот, Министерството за транспорт и врски чека на доставување на целокупната документација за социјалната зграда од страна на акционерското друштво. Од Министерството објаснија дека согласно законските одредби за социјални станови може да аплицираат следните категории на граѓани кои се стамбено необезбедени: деца без родители или родителска грижа, корисници на гарантирана минимална помош, лица погодени од елементарни природни непогоди, семејства со лица со попреченост, припадници на ромската заедница, социјално загрозени согласно стратегијата за ромите, како и самохрани родители со малолетни деца. И додека административните процедури се вртат низ институциите, бројни социјални семејства и ранливи групи граѓани полагаат надеж дека токму овде ќе добијат покрив над главата. Организацијскиот совет на протестите против зголемувањето на цената на електричната енергија на мостот на река Пена кај шарената џамија во Тетово организираше така наречена изложба на високите сметки за струја. Тие со транспаренти уште еднаш го изразија незадоволството од, како што велат, астрономските сметки. Изложба на високите сметки за електрична енергија на мостот кај шарената џамија. Од иницијативата против поскапувањето на струјата, на овој начин се одлучија уште еднаш да го изразат своето незадоволство од поскапувањето на електричната енергија. Велат дека ги изложиле високите сметки на луѓе кои трошат малку, а плаќаат многу. Овде има 4 вида фактури. Фактури кои што се греат со дрво, со пелети или со газ, а им доаѓа фактурата 12, 13, 14 илјади денари. Има куќи кои што не живеат овде, заклучени са. Им доаѓа 4.000, 5.000, 6.000 денари фактурата, без ни 1 киловат трошок енергија. Имате фактури нормални, среде лето, у јули, август, јуни, кои што им доаѓаат по 8, 9, 10.000 денари. И има фактури на одредени дуќани кои што работат 80% на газ. Само светлењето им е на електрична енергија 40.000, 50.000, 55.000 денари. Ова е нивна 16-та реакција. Претходно со протестен марш низ централното градско подрачје изразија револт од одлуките за поскапување на електричната енергија. Во своето обраќање по повод 20 ноември, Светскиот ден на детето, министерката Јагода Шахпанска истакна дека не само 20 ноември, туку секој ден треба и мора да биде ден на детето, со оглед на предизвиците со кои се соочува светот. Денес е Светскиот ден на детето. Одбележуваме точно 31 година од усвојувањето на Конвенцијата за правата на детето од Обединетите нации. Точно 31 година трае борбата за заштита и унапредување на детските права. Но и денес светот се соочува со истите предизвици како и на почетокот. За жал, се уште има деца кои живеат на работ на екзистенцијата, без доволно храна, без пристап до чиста вода за пиење, без можност за образование и здравствена заштита. Има деца кои се жртви на насилство и злоупотреба. Токму затоа, не само 20 ноември, туку секој ден треба и мора да биде ден на детето. Светот мора да биде обединет во подигнувањето на свеста за детските права. Само преку заедничка и координирана акција ќе создадеме услови за безгрижно детство, за развој и квалитетно образование, со еден збор услови за воспитување на идните градители на светот. Министерството за труд и социјална политика посветено работи на својата мисија за намалување и елиминација на детската сиромаштија. Создава услови за квалитетен, ран детски развој и предучилишно образование. Градиме нови градинки, за да го зголемиме опфатот на деца од предучилишна возраст. Со деинституционализацијата, децата ги сместивме во мали групни домови и згрижувачки семејства. Го олестивме пристапот до гарантирана минимална помош на најсиромашните семејства. Обезбедивме правичен и солидарен модел за пристап до детски и образовен додаток. Борбата за унапредување на детските права продолжува. За нас секое дете е важно. Се грижиме.
Универзитетот на Југоисточна Европа одбележува 19 години од своето постоење. Оваа образовна установа позади себе има низа успешни проекти и голем број на дипломирани студенти. Универзитетот прерасна во една од најуспешните образовни установи во земјава и регионот. 13.916 е вкупната бројка на дипломирани студенти. Универзитетот на Југоисточна Европа одбележува 19 години од своето постоење. Заради состојбата со пандемијата со COVID-19, годинава нема свечена манифестација, но ректорот професор доктор Абдулменав Беџети испрати видео порака по повод годишнината. Gjithmonë kanë qenë me ne bashkë. Жал ни е што оваа година поради околностите создадени од пандемијата со COVID-19, манифестацијата ја организираме на ваков начин преку видео порака која сакам да ја пренесам на сите студенти, вработени и сите кои не поддржуваат. Што постигнавме во нашето 19 годишно патување? Достигнавме 4-цифрени бројки за запишување на новата генерација студенти, а имаме и нови студиски програми. Новина за оваа година беше програмата Архитектура и дизајн. Последните 2 години беа најуспешни. Студентите го следат академскиот процес, физички и онлайн. Комплетно е избрана нова структура, а одобрен и извештајот за евалуација која навистина многу инклузивен процес. Универзитетот во изминатите речиси 2 децении прерасна во една од најуспешните образовни установи во земјава и регионот, а позади себе има низа успешни проекти. Следуваат информациите од полицискиот билтен на Савара Тетово. Според статистиката на секторот за внатрешни работи Тетово, 183 лица ќе платат казна затоа што не носеле заштитна маска во текот на изминатото деноноќие. Дури 115 од нив во Гостиварско, а 68 во Тетовско. Во овој период на 123 лица во Тетовскиот регион и на 41 лице во Гостиварскиот изготвени им се нови решенија за изолација од Државниот санитарен и здравствен инспекторат, а при извршените контроли на лицата со вакви решенија било констатирано дека едно лице во Тетово не го почитувало истото. Вчера вечер полицијата лишила од слобода 48-годишникот Тетовско Долно Седларце, којот продажен објект во Тетовски трговски центар претходно извршил кражба на производи. Во неговото возило пронајдени од земени му се украдените производи, а нешто подоцна тие му се вратени на нивниот собственик. Против лицето ќе следува соодветен поднесок. Во Гостивар вчера биле приведени 2 лица. 47-годишник од Гостиварска Долна Бањица, кој одбил да се легитимира и се однесувал агресивно кон полициски службеници кои преземале службени дејствија од областа на сообраќајот, и 17-годишник од Гостивар, затоа што при преглед кај него му била пронајдена марихуана. Во полицискиот билтен регистрирани и 2 случаи на семејно насилство. 20-годишна жителка од Тетовско село вчера во СВР Тетово пријавила дека на 16 ноември годинава била физички нападната од нејзиниот 22 годишен сопруг. Вчера вечер полициски службеници привеле 25 годишен тетовец, бидејќи пред тоа физички го нападнал таткото на неговата сопруга. Се преземаат мерки за расчистување и документирање на случаите, информираат од Тетовската полиција. Само во текот на вчерашниот ден полицијата открила 5 лица без возачки дозволи и 4 возачи со нерегистрирани возила. Токму овие 2 прекршоци се доста чести на поширокото Тетовско подрачје. Секторот за внатрешни работи Тетово, полициска станица за безбедност на патниот сообраќај Тетово, континуирано презема контролни мерки и активности за откривање и законско санкционирање на лица кои ги управуваат возилата без положен возачки испит и на возачи на возила со истечена регистрација до и над 30 дена. Во рамките на овие активности вчера биле санкционирани 5 лица без возачки дозволи и 4 возачи со нерегистрирани возила, на кои им се изготвени соодветни поднесоци. Тие ќе се соочат со парични глоби од 300 евра во денарска противредност за непоседување дозвола, до 500 евра за истечена регистрација повеќе од 30 дена.
Годинава заклучно со денеска на поширокото тетовско подрачје. Откриени и вкупно санкционирани се 646 возила со истечена регистрација над и 177 до 30 дена, како и 37 возила кои воопшто не биле регистрирани. Во овој период исто така санкционирани се и 1118 лица без возачка дозвола и 59 со несоодветна дозвола за возилата кои ги управувале, информираат од СВР Тетово. Почитувани гледачи, тука е крајот на вестите. Ви благодариме на вниманието и пријатно.